Програмата започнува утре во 11 часот на плоштадот Методија Андонов Ченто со отварање на фестивалот на медот. Медот и пчелните производи е инвестиција во вашето здравје. Во сабота, 10 октомври, во Центарот за култура Марко Цепенков од 9 до 13 часот ќе се одржи крводарителска акција во организација на Општинската организација на Црвениот крст од Прилеп. Вечерта во 19 часот е импровизираниот напад на участакот, а половина час подоцна во Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи јубилејното 20-то издание на интернационалниот детски музички фестивал Звездички. Детскиот фестивал ќе се одржи според сите протоколи за организирање настани во затворен простор, а кажано со бројки, тоа значи дека согласно пропишаната дистанца во салата може да има максимум 105 посетители. Она што сакам да го потенцирам е заради почитувањето на протоколот за одбележување на државни празници. Оваа година ќе изостане традиционалниот огномет во Прилеп. Сите знаеме дека огнометот е една од главните причини заради кои граѓаните во голем број излегуваат на градскиот плоштад Методија Андонов Ченто. Тоа во актуелни услови на пандемија од COVID-19 е ризик и потенцијална опасност за ширење на коронавирусот. Ниту општина Прилеп, ниту јас како градоначалник немаме намера да им го ограничуваме правото на слободно движење на нашите граѓани. Меѓутоа, како одговорна власт и како одговорни граѓани, ќе ги спроведиме мерките за заштита од коронавирусот. Истовремено, искажувајќи грижа за здравјето на граѓаните на нашата општина, упатувам апел до сите нив, доколку сепак се одлучат да излезат во центарот на градот, да користат заштитни маски и да одржуваат дистанца. Во недела, на 11 октомври, чествувањето по повод денот на Народното востание започнува во 8:30 часот со полагање на свежо цвеќе на спомениците на Методија Андонов Ченто, Кузман Јосифовски Питу, алејата на народните херои, споменикот Жена Борец и могилата на непобедените,